Почитувани, ги следите регионалните вести на телевизија Кисименада. Во нив ќе гледате. Во изминатите 24 часа регистрирани 2 нови случаи на COVID-19 во Тетово, 29 нови на ниво на држава. Годинава кризата со коронавирусот и рестриктивните мерки ја прекинаа традицијата за славење 1 мај во Тетовско. Хуманитарни акции за донирање храна и средства за хигиена за социјално ранливите семејства во Гостивар. Двајца новозаболени пациенти од COVID-19 во Тетово во изминатото деноноќие. Министерството за здравство информира за вкупно 29 нови потврдени случаи на ниво на држава, како и за 69 оздравени пациенти. Во Тетово се заболени нови двајца пациенти со COVID-19 во изминатото деноноќие, со што бројката се искачи на вкупно 84. Во последните 24 часа регистрирани се 29 нови случаи во државава, но и 69 оздравени и 4 починати. Министерот за здравство Венко Филипче истакна дека мерките вродиле со плод и постепено се намалува бројот на заразени и бројот на тестирања. И покрај ригорозни мерки во однос на рестрикцијата на движење кои што се воведоа посебно за викендот кога беше Великден, понатаму полициските часови и така натаму, кај нас добар дел од мали продавници, фабрики не затворија. И во склоп на тие мерки кои што беа добро анализирани пред да се препорачаат на Министерството и владата да се донесат од страна на епидемиолозите од Комисијата за заразни болести, мислам дека го избравме идеалниот модел за нашиот здравствен систем, за нашата популација, за нашиот менталитет и еве сега ги гледаме резултатите. Тоа е дека постепено се намалува бројот на диагностицирани пациенти, се намалува бројот на тестови, нема веќе индикација за тестирање. Во изминатото деноноќие направени биле 362 тестирања. Вкупната бројка на заразени со COVID-19 во земјава изнесува 1494, од кои активни случаи се 606, оздравени 807, а починати 81. 20 евра во денарска противвредност ќе треба да платат физичките лица доколку не користат заштитна опрема која е задолжителна во сите јавни објекти и на отворено кога не може да се одржува физичката дистанца од 2 метри. Од денес неносењето на заштитна опрема според одлуките на владата се казнува прекршочно. Од денес неносењето на заштитна опрема се казнува прекршочно, соопшти од владата. Според уредбата задолжително е носење заштитна опрема, маска, марама или шал на устата и носот во сите јавни објекти како државни институции, маркети, продавници, банки, пошти, јавен превоз, чекални, здравствени институции и слично. Носењето заштитна опрема е задолжително и на отворени простори, секогаш кога не може да се одржува минимална дистанца од 2 метри меѓу граѓаните. Заштитна опрема не е задолжителна за граѓаните кои престојуваат во дворна стамбена семејна куќа, возат велосипед или спортуваат на отворено, но со задолжително одржување на дистанца од 2 метри растојание. Ако патуваат во моторно возило со лица кои заедно живеат, како и ако се наоѓаат на отворено, каде може да одржуваат дистанца од 2 метри, соопшти од владата. Предвидени се казни, и тоа во висина од 20 евра во денарска противвредност за физичките лица, а за компаниите каде што не се почитуваат мерките за носење заштитна опрема за вработените и посетителите, предвидена е казна од 2000 евра во денарска противвредност. На сила е и забраната за групирање на повеќе од 2 лица на јавни површини, при што во група од двајца не се вбројуваат децата под 14 години на тие лица, но овој исклучок важи само за термините кога е дозволено движење на млади лица надвор од полицискиот час. Годинава кризата со коронавирусот и рестриктивните мерки ја прекинаа традицијата на славење 1 мај во Тетовско. Бројните излетнички места во околината на Тетово, кои вообичаено за првомајските празници се преполни со луѓе, годинава останаа речиси празни. На Тетовско бањиче некогаш не можело да се најде место, се правеле седенки, соскари, музика и веселба. Годинава имаше голем број луѓе, но само рекреативно, да прошетаат и да фатат чист воздух, за како што велат насмеа,
да го издржат остатокот од денот затворени дома. Нема време и нема собирање, тоа е пораката. На некој начин и ќе ни остане запаметен денот како ваков, да го одбележуваме со маски и со некоја друга ситуација. Да се надеваме ни останува дека за следниот 1 мај ќе биде онаа наша стара позната приказна. Нема никаде да се собереме, вака до банјици ќе се прошетаме, така една релаксација. Инако порано сме се собирале многу, тука сме ишле со јадење, со пиење, дружба, па музики, па едно друго, тука на Кале, па и на многу други летнички места се идело. Обично старите тетовци иделе на Баници и на Кале, на овој ден. Така сме прославувале, ама народ имало многу, се берело народ. Било веселби, било играња, било гора. Оваа година така ќе помине, меѓутоа Господ ќе даде убавини, па следната година сите дупло да го славиме. И познатото духовно светилиште Лешок со својата богата историја, прекрасна местоположба обкружен со природна убавина. Пред пладнето намами помал број граѓани на прошетка, воздух и игра со најмладите. Дворот на познатиот Лешочки манастир ниту годинава не остана празен за овој 1 мај, но сепак имаше многу помалку луѓе од вообичаено колку што се собираат на овој ден. Посетителите жалат што годинава поради пандемијата не можеше да се продолжи традицијата на славење на многу празници, вклучувајќи го и 1 мај. Во Лешок морало да се дојде рано наутро за да се најде добро место. Сепак велат, најважно е здравието. Традиционално не со скаре со ова со тоа, само ради детето мало да го изведиме на вазу, пошто беше стварно нема шанса да излезе сега, барем до 11-12 сада, па да, тоа. Не е како други години, вообичаено луѓево претежно се припазуваат, бегаат, разбираш, не е се исто, не име се исто. На овој ден претежно овдека било, не знаем, па ако речем дека 200-300 души, тоа може било над 500 души. Тоа било разиграно, распејано, ама ситуацијата се направи своето, луѓево малу се затворија, што и добро е за самиот живот, како што се кажува, да бидеме дома, здравео да го сочуваме основно, па здравје Боже, до година ќе си продолжи традицијата, ќе си биде све нормално како што било. Годинава на излетничките места не достигаше гужвата, скарите, седенките, детскиот джагор, а и оние малку посетители кои излегува во природа, сепак брзаа за да стигнат во своите домови поради полицискиот час. Поради корона кризата, поголем број работници во Тетово останаа без нивните работни места, но има и разни прекршувања на работничките права. Сдруженијето Мултикултура од Тетово нуди бесплатна правна помош на ранливите категории на граѓани. Принудно користење одмор, неисплатени и намалени плати, отказ. Со вакви проблеми граѓаните на Тетово се обраќаат до Сдруженијето Мултикултура, кое дава бесплатна правна помош за време на корона кризата. Од таму велат дека има голем број јавувања до нивниот адвокат за прекршување на работничките права и дека најголем проблем е што граѓаните не знаат дека постои закон кој ги штити. Повеќето од нив што се обраќаат кај нас се поради отпуштање од работа. Има случаеви кога не се почитувани мерките од владата, исто така кога не се почитувани препораките од Министерство за здравство, принудно користење на годишниот одмор, неплатени плати исто така или намалени плати, не продолжување на работниот договор на определено време на сите работници, а посебно и на бремените жени. Многу од граѓаните не се информирани со правата кои што ги имат според законот за работните односи и затоа и не знаат ни што потпишуваат. Граѓаните добиваат совети да не потпишуваат спогодби за престанок на работен однос, за да може Државниот инспекторат за труд да делува и да ги спречи сите незаконски појави. Најмногуто од нив имат потпишано спогодби за отпуштање од работа. Затоа ние како здружение им советуваме на работниците да не потпишуваат никакво бланко листови или па спогодби за отпуштање од работа, без прво да се консултираат со правен советник или па да се обраќаат до Државниот инспекторијат за труд. Сдруженијето Мултикултура од 2013 година е овластено здружение за обезбедување бесплатна правна помош и има ангажиран адвокат за програмата давање бесплатна правна помош. Комуникацијата со адвокат може да се одвива преку телефон или имејл.
Периодов во Гостивар речиси секојдневно се организираат акции за донирање на пакети со прехранбени продукти и средства за хигиена, наменети за социјално ранливи семејства. Во редната состојба поради коронавирусот, како и почетокот на рамазанските пости за муслиманските верници, ги интензивираа хуманитарните активности на гостиварското подрачје. Речиси секојдневно се организираат акции за донирање на пакети со прехранбени продукти и средства за хигиена, наменети за социјално ранливи семејства. Солидарност покажуваат и дел од угостителите, со обезбедување на бесплатни оброци. Неретко со своји донации се вклучуваат и иселениците. Еден таков пример е помошта од 50 на пакети со храна, кои беа поделени во гостиварското село Чајле. Та пакет мај пиѓи делојаве ушти море, и тако не си фестот. Денес поделивме за социјално загрозените семејства од Чајле околу 46 пакети со прехранбени артикли. Така ќе продолжиме цел месец Рамазан. Во случај, значи, донатор е Миртезан Реджепи. Покрај него имаме и други донатори кои што секоја вечер за ифтар, значи, делат храна, оброк, значи, за сите семејства кои што имаат потреба. И ќе продолжиме вака се до крајот на месец Рамазан. Организирањето на образовниот процес преку интернет пак создаде дополнителна мака за семејствата од социјален ризик, како на децата да им обезбедат услови да можат да ја следат наставата. И во тој поглед донациите се добредојдени и од голема помош. Според податоците од Општинскиот сектор за образование, на гостиварското подрачје регистрирани се околу 900 социјално загрозени семејства, чии деца поради немање соодветни електронски уреди не можеле да учат. Преку донации од фирми, поединци и граѓански организации, досега се обезбедени таблети, лаптопи и смарт телефони за околу 300 семејства со ученици. Сепак, поради сиромаштија, надвор од образовниот процес во регионот на Гостивар, се уште остануваат ученици од околу 600 семејства. Од денес Фондот за здравствено осигурување воведува препишување и издавање лекови без хартија преку електронски рецепт за хронична терапија. Електронскиот рецепт кој ќе започне да се издава од денес практично значи дека нема потреба хроничните болни да одат кај матичен лекар за да им биде препишан и издаден хартиен рецепт. Наместо да губат време на одење, чекање во ординации и враќање, корисниците на хроничната терапија ќе треба телефонски да исконтактираат со својот матичен лекар и да добијат информација дека им е искреиран електронскиот рецепт. Потоа одат директно во аптека и со документ за лична идентификација ќе можат да ги подигнат пропишаните лекови. Предвидена е можност друга личност да ја подигне терапијата во нивно име, доколку хроничните пациенти не можат лично да го сторат тоа. Од фондот велат дека освен тоа што ќе придонесе за поефикасна заштита на пациентите и медицинскиот персонал од актуелниот коронавирус, електронскиот рецепт ќе продолжи да функционира и по завршувањето на пандемијата со COVID-19.
Почитувани, тука е крајот на вестите. Останете со нашата програма и имајте убав викенд. Пријатно!